Размислувај за човечката беда. На кое било место да си, на која било страна да се свртиш, ќе бидеш беден ако не му се обратиш на Бога. Зошто си неспокоен бидејќи ништо не се случува онака како што ти сакаш и посакуваш? Кој е тој на кого се му е по волја? Тоа не си ти, ниту јас, ниту кој било човек на земјава. Никој на светот не е без некоја жалост и без јад, било тој да е цар или првосвештеник. Па на кого сепак му е подобро? Секако на оној што знае нешто да трпи поради Бога. Во својата слабост и незнаење многу ми наговорат. Колку убав живот има овој човек, колку е богат, голем, моќен, славен, но помисли на небесните дарови и ќе видиш дека сите тие минливи богатства не се ништо. Туку секогаш се несигурни и тегобни, бидејќи човекот никогаш не ги поседува без грижа и страф. Не се состои човечката среќа во тоа да ги има тие добра во изобилие. Доволна е средната мерка. Навистина, голема неволја е да се живее на земјава. Колку побожен сакаш да бидеш, толку и сегашниот живот ти станува погорчлив, бидејќи подобро ја чувствуваш и појасно ја гледаш слабоста на човечката природа и нејзината распадливост. Да се јаде, да се пие, да се спие, да се одмара, да се работи, да се биде потчинет на сите природни потреби е голем јад и жалост за побожниот човек, кој би сакал да биде ослободен од сите земни врски и чист од секој грев. Бидејќи духовниот човек на овој свет е чудно сплеткан со телесните потреби. Затоа пророкот во својата топла молитва бара да биде ослободен од нив, велејќи: Господи, избави ме од мојата тегоба. Тешко на оние што не ги познаваат своите беди, а уште потешко на оние што го љубат овој беден и грешен живот. Зашто него многумина го бараат лакомо, што никогаш не би помислиле на Царството Божјо, само кога би можеле секогаш да живеат на земјава, иако работејки или просејки, одвај го имаат и тоа што им е најнеопходно. О, малоумни и неверни срца, толку длабоко потонати во земните работи, што не чувствуваат ништо што не е телесно. Несреќници, болно ќе почувствуваат на последниот час колку грдо, колку ништожно било се што љубеле. Но светите отци и сите верни пријатели на Исуса Христа го презреа тоа што му годи на телото и што е угледно на овој свет. И сета нивна надеж и сите нивни желби тежнееле кон вечните добра. Сите нивни желби се издигнувале нагоре, кон она што е неминливо и невидливо, за љубовта кон видливите работи да не ги притисне на земја. Не губи ја, брате мој, надежта дека ќе напредуваш во побожноста. Се уште има време за тоа. Зошто сакаш да го одложиш извршувањето на своите завети за утре? Стани, започни веднаш и речи: дојде часот на работата, дојде часот на борбата, дојде часот на моето подобрување. Кога животот ти е тежок и горчлив, тогаш е време нешто да се заслужи. Треба да се помине низ оган и вода,
пред да се излезе на чистина. Ако не се присилиш, нема да го победиш порокот. Се додека го носиме ова трошно тело, не можеме да бидеме без грев, ниту да живееме без мака и болка. Со задоволство би уживале во мир без било каков јад, но бидејќи со гревот ја изгубивме невиноста, го изгубивме и вистинското блаженство. Затоа мораме да бидеме трпеливи и да ја чекаме Божјата милост, додека не поминат неволите и додека животот не го проголта смртното. О, колку е само кревка човечката природа, секогаш склона на гревови. Денеска ги исповедуваш своите гревови, а утре веќе повторно го правиш тоа што си го исповедал. Ветуваш дека ќе внимаваш на себе, а по само еден час правиш како ништо да не си ветил. Затоа имаме многу причини самите себе да се понизуваме и никогаш да немаме високо мислење за себе, бидејќи сме толку слаби и непостојани. Со нашата невнимателност за момент можеме да го загубиме тоа што тешко сме го стекнале со голем труд и милост. Што ќе биде со нас довечер, кога уште од утрото сме толку млаки? Тешко нам ако сакаме да се одмориме како да сме веќе во мир и сигурност, а во нашиот живот се уште нема ни трага од вистинската светлост. Многу, навистина многу е потребно повторно да започнеме да се учиме на подобар живот, како послушни почетници. Можеби така би можеле да се надеваме на поправка и на поголем духовен напредок во иднина.